Почитувани граѓани, излегуваме во пресред на барањето на земјоделците. Со законски измени, системски го уредуваме користењето на земјоделското земјиште во државна сопственост. Закупците, на кои ми истекол договорот за закуп, а имаат поднесено барање за продолжување на договорот и склучување на нов договор, не можат да го користат поради периодот на изборите. Доколку не се направат овие измени, земјоделците може да добијат прекршачна санкција и да имаат пречки во остварувањето на финансиската поддршка за тие површини. Со измените сега предлагаме да можат непречено да го користат земјиштето до собирање на тековната реколта, но не подолго од 1 година. На овој начин отстрануваме една правна празнина, затоа што по истекот на договорот за закуп, софтверското решение автоматски ги отстранува тие површини од регистарот и за нив не може земјоделците да си добијат поддршка. Со ова решение овозможуваме секогаш земјоделец кој сака да го продолжи договорот за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост, површините кои ги користи да му останат запишани во регистарот се до завршување на постапката по барањето за продолжување на договорот. Така нема да има пречки да остварат финансиска поддршка и за тие површини. Почитувани, итноста од донесување на предложениот закон е во тоа што во периодот што следи треба да бидат продолжени неколку стотини договори за закуп поради истек на времетраењето на договорите. Но, поради ограничувањето од изборниот законник, во период на распишани избори, сите овие лица ќе бидат лишени од можноста да добијат финансиска поддршка согласно програмата за финансиска поддршка во земјоделството во 2024 година. Со предложената преодна одредба во членот 3 од предложениот закон се наметнува обврска за Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по службена должност за сите оние закупци на кои им е истечен договорот за закуп во изминатите 8 месеци и во следните 6 месеци, а имаат поднесено барање за продолжување на договорот, по кои барања се уште постапката не е завршена, да ги врати избришаните површини во единствениот регистар на земјоделски стопанства на име на овие закупци. Така ќе им се овозможи да можат да поднесат барање за финансиска поддршка согласно програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година и истата да ја добијат согласно можноста која ја овозможи владата со измената на уредбата за директни плаќања донесена на 13.2.2024 година. Очекуваме поддршка од сите пратеници за овие законски измени. Благодарам.